Ученици од основното образование, како и деца со попреченост, беа дел од спортско-забавниот настан Игри без граници, што се одржа во Основното училиште Никола Карев во рамки на проектот Преку спорт до инклузивно и квалитетно образование, што почна минатиот месец. Целта на настанот е преку спортски игри во кои се вклучени деца од Кочани и од соседните општини да се промовира инклузивно спортско образование, како и да се потенцира дека во спортот не постојат разлики. Исто така, беше промовирана и спортската опрема што е набавена во рамки на проектот, од која најголем дел е наменета за деца со попреченост. На настанот присуствуваа амбасадорот на Република Бугарија Желјаско Радуков, како и председателката на Македонско-бугарската стопанска комора Билјана Митева, кои ги поздравија присутните. Колку сме ние цивилизовани като друштво, колку сме ние добри като луѓе, го покажуваме преку нашиот однос кон тие наши пријатели, тие наши сограѓани кои што се во најтешка положба. Но го правиме тоа и од наш собствен интерес, заштото те имат својата огромна вредност, својата креативност, во којато ние като инвестираме, един ден од неја ќе можеме и ние да печелиме като друштво. Затоа и ние като амбасада и като држава инвестираме во нашите најблиски пријатели. Да сте живи и здрави и со здраве да се користи се што е набавено и се надевам да имаме и уште проекти со вас заедно. Благодарам многу. Благодарност до тимот на Никола Карев, благодарност до сите спортисти, млади, надежни и успешни. Ви благодарам прво дека ми испочитувавте мене и мојот роден град. Мислам дека време е во Кочани, кое го сакам со срце и од срце, да продолжиме со животот и да покажеме дека никогаш нема да има разлики. Благодарност до амбасадата, бидејќи и до сите членови на Македонско-бугарската стопанска комора, бидејќи го препознаа она за кое зборувам. Да го сакаме Кочани со срце. Ви благодарам. Настанот Игри без граници дополнително беше збогатен со присуство на фудбалери од фудбалските клубови Осогово од Кочани и Светлост од Зрновци. Проектот Преку спорт до инклузивно и квалитетно образование е финансиран од Бугарската развојна помош. Го спроведува Македонско-бугарската стопанска комора, а партнер е Основното училиште Никола Карев. Вредноста на проектот е 14.411 евра, а ќе се реализира до крајот на оваа година. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.